Добар ден, почитувани гледачи. Стартуваме втората сезона од емисијата Напладне на Охрид Ньюз. Повторно секој понеделник точно напладне ќе се дружиме на фреквенцијата на Охрид Ньюз, како што реков. Ќе разговараме за многу актуелни теми од нашиот град, жешки дебати, многу гости, се разбира сето она што значи наше секојдневно живење. Со таа промена што во оваа сезона ќе можете и вие гледачите поактивно да се вклучите во нашата емисија, со тоа што сите прашања, идеи, сугестии кои што ги имате за теми кои што ние би можеле да ги разработиме во нашата емисија, можете слободно да ги пишувате на нашиот официјален имејл, тоа е kontakt@ohridnews.com, во порака на нашите профили на Facebook и на Instagram. Првата емисија од втората сезона на Напладне ја започнуваме со градоначалникот на општина Охрид, Кирил Пецаков. Добре ни дојдовте. Добро, најдов ви благодарам на поканата. Да, и ќе разговараме за многу теми кои што се актуелни во моментов. Кога ги склопува прашањата, не знаев искрено од што да се почне, затоа што имаме толку многу теми кои што ги загрижуваат граѓаните, но ајде ќе започнеме од енергетската криза. Ова е една глобална тема која што удира и локално. Граѓаните се загрижени и размислуваат како ќе поминат зимата, како ќе ги платат високите сметки, а вие како градоначалник можеби имате уште поголеми проблеми, бидејќи на ваш грб и одговорен сте за многу општински предпријатија кои што тонат во долгови изминативе години и точно долгови кон Евана за потрошена електрична енергија. Ајде од тука да започнеме. Кои се тие предпријатија кои што должат за електрична енергија и постои ли опасност оваа зима тие да останат без струја? Јавното предпријатие Водовод е единствено јавно предпријатие кое што има проблем со електричната енергија и со долг не према Евана, према ЕДС. Тие се тие кои што го добиле тендерот за снабдување со електрична енергија. Сметките се енормно високи, двојно, веќе 2,5 пати повисоки од приходите на јавното предпријатие. Приходите секако дека се и за плати и за тековни трошкови. Дека ќе исклучат струјата, може да исклучат во раководната зграда, во наплатен центар, меѓутоа пумпите за снабдување во вода со вода на граѓаните како основна потреба, тоа е скоро невозможно, меѓутоа е ситуација која што е безмалку да кажам слична или иста во сите градови, без исклучок, посебно со јавните предпријатија кои што ги снабдуваат граѓаните со вода, а сето тоа го прават не по гравитационен пат, туку со пумпи. Охрид е еден од тие градови и затоа е тој проблем. Ние за скоро ќе закажеме седница по однос на оваа работа, затоа што преку ЗЕЛС, како членови на управниот одбор, имавме 2 пати веќе состанок со владата. Меѓутоа не најдовме на никаков одговор, неколку солуции понудивме, ништо не е за нив прифатливо, односно не можам да кажам дали е прифатливо, пошто ниту имаме позитивен, ниту имаме негативен. Па сега преку Советот ќе направиме уште една дополнителна иницијатива или притисок поврзан со јавното предпријатие Водовод. Прво ќе нарачаме и ќе донесеме одлука како Совет една анализа, ако можеме да ја нарачаме, за како јавното предпријатие во наредниот период да излезе од самата, или кои се можности за да излезе од самата енергетска криза. И втората работа секако дека е заклучок да бараме помош до владата, и то не е помош или милост, туку сето она кое што, ако знаеме, пак ќе кажам дека водата е основно средство кое што му потребно на секое живо суштество, тогаш можеме заклучок да докажеме, да донесеме дека владата треба да снајде и смогне сили јавните предпријатија кои што ги снабдуваат граѓаните со вода додат на регулиран пазар. Тоа е веќе сосема поиздржливо и подруго, а состојбата во другите јавни предпријатија е стабилна. Да, колкав е долгот на Водовод? За струја? Само последните 2 месеци 40 милиони денари. А иначе претходно имаше еден долг, и тоа морам да кажам, од август 2021 до февруари, кој што нешто дел се плаќаше, меѓутоа генерално стоеше, за кој што потпишавме договор за плаќање на рати, и сето тоа се почитуваме, тој долг е, ова е веќе нов долг, купно е веќе околу 100 милиони денари. А иначе само за 2 месеци 40 милиони денари. Значи тие сметки ќе се билдаат и понатаму, со оглед дека галопирачки растат цените на струјата. Да, ние очигледно тој договор со ЕДС кој што го имаме заради непочитување на наша страна или исполнување на количините кои што тендерски претходно биле договорени како финансиски средства, веројатно ќе биде раскинат, па ќе одиме на универзален снабдувач, таму ситуацијата е полоша. Видите, ние имаме држава, морам да го кажам, ние имаме држава која што ни малку не се грижи за
за потребите на граѓаните и државата, и то не зборам само за јавните предпријатија, дали се водовод, за не знам, болници, ќе имаме сериозни проблеми оваа зима. Кажавте граѓаните, ама за граѓаните генерално поедноставно, она што не можеш да го приуштиш, ќе најдеш начин на поскромен, ќе седиш во една соба. Пример, значи ќе се пронајде начин некако да се помине. Меѓутоа има институции меѓу кои болници и така натаму кои што и јавни не сум сигурен како тоа. Значи нема опасност за пумпните станици, но има опасност за објектот во кој што работат вработените. И тоа што ќе се случи? Ќе работи на генератор на струја, ќе работи тоа одреден период, понатаму ќе бараме друго, можеби ќе во некое друго јавно предпријатие ќе користат простори и тоа. Ќе се снајдиме, не е тоа спорно, мора да се снајдиме. Да, ќе правите ли сопствени рестрикции на делот и институции? Секако. Значи видите, оваа зима која што следи, имаше еден предлог од владата за помалу работни сати во работните денови. Пример, јавните предпријатија почнуваат со работно време 7 часот. За да биде се до тоа стоплено, треба некој да го запали грењето пример од 5 часот. Можеби ќе биде намалено работното време од 9 часот до 2, ама тоа е тековно, ќе видиме, и еден помал дел од трошењето на струја. Видите, таа струја и не е голем проблем. Да, дефинитивно ќе одземе од она што за нас треба представуваат некаков си вид на капитална инвестиција или реализирање на проекти. Меѓутоа, ова со пумпиве е страшно. Ние размислуваме и за инвестиции таму во оваа кризно време за промена на пумпните станици. Гледавме колку сето тоа би ни заштедило и реално би ни заштедило не појќе од 20%. Ако гледаме дека тендерот е добиен на Хупекс, а тоа е основата на цената на струјата, и плюс 20 и кусур проценти, можам да кажам дека некако барем државата во тоа да направи да е Хупекс плюс 1, 2, 3%, да намалиме и оттаму 20%, па да имаме некако да стигнеме до 50%. Фотоволтаиците се секако еден вид на решение, меѓутоа е далеку од потребно, пак ќе кажам, заемното предпријатие Водовод, односно доволно, далеку од доволно заемното предпријатие Водовод на било кој начин да излезе од енергетска криза. Затоа потоа. Да, како ќе се плаќаат тие долгови? Тие долгови ќе остануваат и во иднина. Ќе прават проблем. Дефинитивно, значи јавното предпријатие Водовод секако е со проблем и блокирана сметка. Со голем долг наследен што од претходно што настанат, и едноставно ќе продолжи да функционираат со дишење на шкрги буквално. Ама тука сме да го решаваме проблемот. Јас се надевам дека ако не оваа влада, другата влада која што ќе предводи ВМРО-ДПМНЕ ќе имат поиќе слух за овие работи и ќе можеме заеднички да донесеме решенија по однос на снабдувањето на граѓаните со вода. Морам да бидам пак прецизен. Другото ќе заштедиш, ќе направиш дали помалце грење, дали помалце работни сати, генерално ќе се заштеди до 50% може да се заштеди. Да. Ние имаме и друга училиштата имаат ли доволно огрев? Како ќе? Да, ние веќе за скоро ќе наполниме резервоарите за да имаат до крајот на февруари нафта, така да тука сме окей. Значи таму рестрикции за сега не се. И втората работа е тоа што ги исчистивме долгот на сите школи во Охрид, основни и средни. Тој изнесуваше во декември 20 милиони денари, сега е 0 денари. Значи сите школи се со чисти сметки. Да, колку должи општината во моментов? Преку 10 милиони евра. Измеѓу 10 и 14 имат работи и проекти кои што се претходно правени, меѓутоа не се стигнати фактури се уште. Така да измеѓу 10 и 14 милиони, а блокирана е за повеќе од 6 милиони евра. Да, за колку порасна долгот од како дојдовте вие на власт? Намалене за 600.000 евра. Не порасна воопшто со каматите? Намалене за 600.000 евра. Како општината штеди? Почнавте да штедите и вие електрична енергија? Немаме ние проблем со електричната енергија досега. Да, сметките се поголеми, меѓутоа минорни се зона која што може суштински да намали, а како ќе штеди и како ќе штедат заедно со училиштата веќе најавив, ама ќе кажам и овдека дека ќе имаме заеднички состанок со еден вид на кризен штаб, ако можам да го наречам, кај што би донесле сите заеднички правила на однесување во наредниот период, посебно зимскиот. Пак е се уште топло, меѓутоа од октомври крајот натака веќе
или од ноември би ги чувствувале последиците на она што ќе представува како енергетска криза. Така да навремено ќе биде свикен и точно ќе ги одредиме, јавноста и медиумите ќе бидат запознаени со мерките и ќе ги имате како податоци. Да, Тогаш прецизно. Да, дали овде би се нашле некои проекти кои што, да речеме, се од некој по не финансиски карактер или некако, не знам како да се... Да, дали би ги отфрлиле тие проекти кои што не се приоритетни? Ова година не. И покрај блокираната сметка? Не е битна блокираната сметка со проектите, затоа што општина Охрид има финансиска рамка во која што функционира и буџетот се планира врз основа на приходите и финансиската рамка врз основа на која што ние можеме да располагаме со финансиски средства во текот на една буџетска година. Така да нема да отфрлиме ни еден проект. Добро. Во оваа година, а за наредната ќе планираме врз основа на ситуацијата која што ќе ново настане. Да, се уште сме кај финансиите и кај проектите, ќе продолжиме уште неколку прашања на овие теми. Кои капитални инвестиции ги работите во моментов, кои се предвидени за до крајот на годината и што до сега реализиравте од она што го дадовте како предизборно ветување? Најголемиот дел и најголемиот предизвик кој што беше за мене како градоначалник или како ново раководство на локалната самоуправа секако беше поврзано со програмата и проектирањето на сето она кое што сме го ветиле. Меѓу кои што имаше училиште, школо, велосипедска патека, плоштад Чинар, катна гаража и така натаму. Катната гаража е во предконзерваторско одобрение со одредени измени во проектот кои што на комисијата за УНЕСКО од разноразни причини му сметат, па ќе мора да ги испегламе, но сите плоштадот Чинар е оној кој што веројатно најбрзо би отпочнал со градба, затоа што веќе заврши и археолошките и конзерваторското одобрение е тука. Понатаму проектот за велосипедска патека е веќе нарачан, до крајот на годинава ќе го имаме. Знаете, без проект не можете да направите. Проектот за ново основно училиште е завршен и го имаме. Сега се проектира нова градинка, така да она кое што кога веќе разговараме за капитални проекти, би рекол дека најголемиот дел од топ 10 или ако сакам да кажам капитални проекти е веќе при крај со проектирање, што значи дека веќе од наредната година ќе можеме лека по лека да отпочнуваме, а тековните работи се видливи на дневна основа, секако дека тоа се работи за канализации, водоводи, улици, патишта кои што се случуваат, за кои што граѓаните ги информирам на дневна основа. Као капитална инвестиција секако дека беа две мултифункционални игралишта, едното во Велгошти, едното во Видобишта. Во Видобишта имаме проблем малце со имотно-правни односи, меѓутоа ќе најдеме начин и ќе го решиме, а во Велгошти веќе отпочна изградбата на мултифункционалното игралиште, така да би рекол дека се она кое што ми беше предвидено како динамика на остварување на работите, го имаме и тераме. За функционира и за да биде една локална самоуправа успешна, потребно секако дека е проекти. За да имаш проекти, ние како локална самоуправа, освен два, немавме ниту еден проект. Сега до крајот на годинава ќе имаме 27 проекти го подготвени, исто така завршен е проектот заборавив да кажам за прочистителната станица и канализација во Тарпеца, еден суштински проблем кој што е во препораките на УНЕСКО. На општината ќе чини преку 2 милиони евра, 2 милиони 400 тој проект. Сега битно е дека го имаме, ќе биде веднаш апликабилен дали за некои фондови или пак некакво кредитирање и финансирање директно од страна на општина Охрид. И при сам крај морам да кажам дека е нов водовод за општина Охрид од Плакенска планина, кој што ќе снабдува со повеќе од 60% од територијата на општина Охрид со вода по гравитационен пат, не по пумпи. Нормално за тоа е потребна и поддршка од централна власт, ама како што кажав, гледам светла иднина на работи и очекувам за брзо влада која што ќе е спремна да соработува со општините и ќе правиме многу проекти. Да, сега не соработувате? Освен за УНЕСКО препораките, мерките кои што ги имаме и сите оние работи кои што треба ги правиме заеднички, морам да кажам дека на врвно ниво е соработката, без разлика дали е со советник директно од владата за УНЕСКО, Министерство за култура, животна средина, Завод и музеј, Управа за заштита културно наследство, врвна комуникација по односно работа, зашто можам да кажам дека ми е посебно мило, а за другото некако природно, како што кажам, некако природно е да имаме наместо да мислиме заеднички, сепак придобивките најден. Не е природно, затоа што нели се бориме за ова држава е природно, за жал.
То сега. Подобра иднина. Така. Не е природно, но сепак да. Го спомнавте и само УНЕСКО, што Добро. се работи на тоа поле, докаде е планот? Има како Планот за управување со регионот? план за Охрид е веќе донесен 2019, план за управување на Охридско езеро е дополнително нешто што ќе отпочне, план за управување со Охридското крајбрежје, а вклучително и законот за студенческо блато, а понатаму и прогласување за парк на природата и негово управување се постапки кои што се во тек. Од истиве работи соработка која што спомнав секако дека тука е дислокацијата на депонијата Буково. Да, еден голем проблем. Да, имаме за тоа разговараме, меѓутоа тоа е постапка која што е течи тековно и еднушка на 6 месеци минимум соодветни вработени од општина Охрид, кои што се токму на оваа тематика од секторот за животна средина и од урбанизам, се во директна комуникација со сите засегнати министерства и токму пред 3 недели имаше еден документ кој што го изработија со секој свој задачи да видиме кој до каде е и до кога би бил рокот да го спроведеме. Така да тоа добро сега за сега добро се движиме, лично сум задоволен. Да, има некој сигнал од УНЕСКО, нешто комуникација? Ке имаме некаков си извештај на крајот на годинава, кај што ќе видиме околу напредокот какво е нивното мислење. Меѓутоа, реално има 30 години сме функционирале лошо за одредени работи, не за све понос на УНЕСКО, некако се е насобрано, а во држава сепак на еден или на друг начин постојат закони и документација која што треба да се исполнува и сето тоа не може и затоа се овие извештаи кои што телата кога ќе се сретнат ги прават и врз основа на овие извештаи ние доставуваме докај сме, што сме и што сме постигнали и понатаму добиваме од нив повратно. На крајов на година или почеток на идната ќе имаме некаков си извештај почетен за тој дел, пак имаме попрецизни податоци за разговор. Да. Ова лето немавме уредени плажи, како ќе биде следното? Дали имате веќе нешто, визија, план, што би сакале да го реализирате? Ние ќе почнеме со нашиот дел, не е наш дел, ама да го завршиме, да ја убрзаме работата со Агенција за просторно планирање. Се јави еден мал проблем со Агенцијата за катастар, мал голем, се не можам точно да кажам, битно е проблем каде што Охридското езеро како катастарска парцела за разлика од крајбрежјето пример на Струга ги опфаќа и плажите. Најголем дел од плажите, што значи дека ти не можеш да поставиш урбана езера во катастарска парцела која што е езеро, урбана опрема. Така да имаме за тој дел веќе бевме на состанок ќе тераме, а има плажи кои што се надвор од таа катастарска парцела и ќе може да се уредат и за тоа ќе завршиме проекти. Значи нема да се косите со УНЕСКО, тоа да го расчистиме. Ќе има плажи, но сепак се во дозволените граници. УНЕСКО нема никакви забелешки за плажите. Добро, имаше забелешки за дивоградбите на плажите. Немаше, дивоградби не постоја плажи. Зашто се рушеа тогаш тие платформи? Затоа што владата на СДСМ и локалната самоуправа не најде начин 5 години да го реши проблемот со закон. А како вие би го решиле тоа, на пример? Кој? Еве диви платформи. Не се платформи. За платформите УНЕСКО имаше против ти ги нарекуваше дивоградби, за тоа зборувам. Мислев зборите за обекти. Иначе платформите се и претпоставам дека и вие би ги тргнале, така? Нема да постојат платформи, освен доколку најдеме заеднички јазик поврзан со одреден материјал како што е наколното живеалиште во градиште, тие имаат некој си кувано дрво со соодветен сертификат преку Словенија. Па ако имаат таков, тоа е веројатно многу поскапо, меѓутоа понатаму оние кои што ќе имаат плажи доколку се спремни да вложат во таа работа, може би УНЕСКО ќе дозволи таква работа. Доколку не, плажите ќе останат, оние кои што ќе добијат уредување, ќе останат без платформа. Тука нема никој дели. Градоначалник, сметате ли дека УНЕСКО е многу ригорозен кон многу работи во овој регион? Еве да речеме примерот со поставувањето на фотоволтаици. Граѓаните од стариот дел на градот велат ние сме дискриминирани, зошто би било проблем поставување на фотоволтаици, особено во време кога се трудиме и бараме решение како да се спасиме од оваа енергетска криза, да најдеме некои обновливи извори на енергија. Сметате ли дека тие се некои ригорозни услови кои што ги поставува УНЕСКО, кои што вели дека треба дури и клима уредите и сателитските антени да се тргнат од стариот дел на градот? Видите, УНЕСКО има своји препораки, не е тоа спорно, дали се ригорозни или не знам, ама знам дека одговорот на вашето прашање нарушување на стариот на архитектурата на старата Охридска куќа и тука
суштинскиот проблем по однос на фотоволтаиците, а ако сакате и климите. И за едното и за другото имат решение, меѓутоа кога веќе УНЕСКО препорачува, тоа е ситуација која што долго време следи, можеби заедно со општина Охрид, УНЕСКО и општина Охрид би пронашли начин да субвенционираат и клими без надворешна единица кои што постојат, а и фотоволтаици кои што би биле тие се во форма на керамиди, буквално и нема да го нарушат изгледот на покривот, меѓутоа затоа потоа треба да дојдеме, а препораките јас посебно за стариот дел на градот сметам дека треба да се почитуваат. Да. И отстранување на реклами од светлечки реклами од стариот дел на градот и така натаму, меѓутоа тоа е постапка која што ќе Да, правиме. но сепак може да има некое решение како што спомнавте. Има потребни се финансиски средства. Сега во оваа криза треба луѓето Да. кога веќе бараме, а тие добиле дозвола некогаш од оваа држава врз основа на закони на тие се сепак правени по проекти, по све, можеби треба да најдеме начин заеднички, како што кажав, и општина Охрид, тука не бегаме од одговорност, ама и УНЕСКО да помогне по однос на спроведување, затоа што и за оние мерки и препораки кои што УНЕСКО ги има дадено на Охрид, не поврзано со стариот дел генерално, можеби треба да излезе во пресвет во однос на некакви проекти кои што ние би ги аплицирале како општина, а тие би ги финансирале. Конкретно поставување на фотоволтаици за субвенционирање на стариот дел на градот, на куќите во форма на керамика. Да, и хотелиерите се жалат дека многу е долга и мачна процедурата за поставување на фотоволтаици, особено оние на Поблизу, 50 така, метри до езерото, бидејќи и таму УНЕСКО. Не може, ако имате на 50 метри, не може, не може, а да. од 50 натака не е проблем, се течат процедурите и ќе добиваат, не е никаков проблем. Да. Граѓаните имаат прашање до вас, односно имаш реакции за сечењето на дрвјата на булеварот Македонски просветители. Многу бурни реакции дека ова е еколошка катастрофа. Што се случи таму, зошто си Немам намера да одговарам на прашање што започнало во јануари или во февруари, на граѓаните тоаш ми беше не граѓаните. Сега пред неколку дена имаше нова сечена. Ама истата не е нова, значи се знаеше дека таа цела улица проектот го ние како локална самоуправа го наследивме, проектот е одобрен од Светска банка, кај нас беше од Светска банка представник пред 3 недели за кој што договаравме какви видови на дрва е возможно да се садат на таа улица. И токму затоа на онај дел кој што е доста завршен не се посадени затоа што имаат одредени забелешки, ние сакавме чинари, тие викаат па не биле автохтони, па требало врби, па и сега наоѓаме некој начин заеднички да ни кажат врз основа на сите документи кои што се поврзани со живиот свет во Охрид и документи кои што се пишани, какви може да посадиме и ние ќе ги посадиме. Така да проектот кога се правил се знаело како било, така да една тура веќе помине и сега повторно за истото да разговараме е небитно. За мене е небитно затоа што 3 пати во изминатите 2 години лично бевме сведоци и медумите пишуваа за искршени стебла паднати над автомобили, граѓаните да не ги плаќаат штетите, пак идат штетите кај нас. Значи пола од нив врз основа на извештај на шумски инженери така натаму се со нарушена стабилност, труп на дрвото и не е возможно да останат. И затоа е одлучено, затоа што кога се погледнал квалитетот, кога се правел проектов, сега проектов е правен 2020 година, значи не е дури ни 2021-2020, состојбата на дрвата е видена тогаш, и очигледно не е возможно да се отстранат пример 30 или 40 дрва и да останат 16 или 17. За таа цел замената, значи на секое пресечено дрво ние имаме одлука на Совет кој што се да име 3 нови и ние дополнително покрај какви дрви ќе посадиме, ги имаме дадени локациите каде ќе посадиме и останатите дрва. Исто све со Светска банка. А Светска банка не е организација која што импровизира. Јас кажам, значи буквално дојде господја која што работи, ти е задолжена за овај проект, е од Украина, во моментов работала во Виена во канцеларијата на Светската банка и оттаму беше дојдена кај нас и го цело време го мониторира проект. Така да значи не е направена никаква штета, тоа ќе се компензира со засадување на нови. Три пати поголема бројка од она кое што е пресечено. Сега факт е дека губиме да кажам сенката која што постоела претходно, меѓутоа тоа се случува на сите улици кои што се реконструирале во минатото во Охрид, без разлика дали била Димитар Влахов кој се посади со јапонските стреши, без разлика дали е Јане Сандански, тоа е природен процес, поминале, заминало своето, трули се најголем дел од дрвата и тоа е видливо на
да, не се сите, тоа е факт, меѓутоа не можеш да направиш ти еден проект улица кај што поставуваш гранитни коцки, даваш еден нов изглед и дух на самата улица и да биде со пример 70% нови дрва, 30% на кое што е здраво. Ме разбирате? Граѓаните реагираат и дека во Охрид продолжува многу да се гради, дека никнуваат згради на секој чекор. Реагираат и дека од ракав, велат се, издаваат решение за градба. Дали е тоа така? Во една година општина Охрид има доделено 4 одобренија за градба, од кои ни карабината не може да ја гледате и да ја гледаме и почнати се ископи, така да не го разбирам прашање. Зошто е таков впечатокот кај граѓаните дека многу се гради? Не Велат сум дека Охрид станува Скопје. Затоа што веројатно го гледаат она што се случува во населбата Бебунар, урбанистички план донесен 2019 година, сите тие си имаат маркици, нормално дека таму ќе се гради. Тоа е нешто што е донесено и не гледам тука ништо спорно. Да. Веројатно заради перцепцијата таму што се случува и тоа е тоа. Да, дали ќе се урива доколку побара УНЕСКО, УНЕСКО бара отстранување на дивоградби, има ли општината капацитет и моќ тоа да го прави престојниот период? Вака се. УНЕСКО по однос на дивоградбите имат прецизен заедничкиот план кој што владата, општината и УНЕСКО го прават, имат прецизен план за дивоградбите. Првично беше регистарот на дивоградби. Понатаму, врз основа на регистарот дивоградби ќе започне процес на кој што ќе биде забележано кои од оние кои што се забележани како дивоградби е возможно да се вметнат во урбанистичкиот план, затоа што има некои кои што не се спорни реално. И кои на крај ќе останат 2, 3, 5, 10, 100.000 објекти кои што не исполнуваат критериуми за нивна легализација, односно останување во форма таква каква што е, пак ќе прерасне во ќе дојде време за рушење на тие објекти, меѓутоа тоа е процес кој што гледајќи врз основа на документацијата која што имав можност да гледам после последниот состанок на координативните тела од засегнатите министерства и општина Охрид, ќе биде некаде за 2 до 3 години, ќе имаме јасната слика. Да, некаде сме на крајот на емисијата, мислам дека ги опфативме сите најактуелни теми. За крај би сакала да ве прашам, наскоро 1 година од вашиот мандат, кога би можеле да се оцените и вие и вашиот тим, локалната самоуправа од 1 до 10, која оцена би си дали? Не, може би благодарна, не, благодарна сам да се. Ево, ќе оставам вие да ме оцените ако сакате, ако не. Граѓаните. Да, ако сакате вие почне ме прашавте, ако не, тогаш граѓаните секогаш се најправилната оценка и на избори секогаш прецизно таа оценка ја доставуваат дали за политичките партии, дали за кандидати за градоначалници, така да јас лично сум задоволен, тоа морам да го кажам затоа што поставени се работите, она кое што претходно ме прашавте околу капиталните проекти, веќе се изготвени проектите, односно најголем дел од проектите, така да пристапуваме кон реализирање и можам да кажам дека сум презадоволен. А активноста моја, работењето на терен, достапноста, пристапноста, отвореноста, граѓаните го чувствуваат буквално секој ден, за тоа сум убеден и како што кажав, оценката дефинитивно ќе ја достават на наредните локални избори. Добре, ви благодарам многу на гостувањето, се гледаме повторно. Ви благодарам и вам, драги гледачи, што бевте со нашата емисија Наплодна. Се дружиме повторно следниот понеделник со нова тема. Се разбира, до тогаш пишувајте ни на нашиот имејл contact@ohridnews.com. Сето она што ви интересира да ги прашаме нашите гости, се разбира и теми кои што сакате да бидат разработени во Наплодне. До следниот понеделник, довидување.